Колапси, прегревања, топлотни удари. Дневно се регистрираат повеќе од 200 повици до итната помош, а уште не сме ниту во пикот на топлотниот бран. Институтот за јавно здравје предупредува дека граѓаните треба многу да внимаваат. Не се под опасност само по старите, туку и по младите. Советите се непотребно да не се излегува, особено во најтоплиот период од денот. Деновиве итната помош интервенира од 40 до 50 пати во рок од 24 часа. Нивните препораки за предпазливост се јасни. Да ги избегнуваат најтоплите часови, нели од 11 до 17 часот барем, да не излегуваат да се изложуваат на овие температури надвори на сончевото враќање кое што е екстремно нели високо во периодот, да се избегнува пиење на алкохолни пијалоци, да се зема што полесна храна, нели да не е високо масна, да не е пржена храна, да биде што посоодветен нели внесот, како што кажав, на течности редовно. Граѓаните се свесни за влијанието, велат дека внимаваат, но неизбежните обврски мора да ги завршат. Некои од нив и во најтоплиот период од денот, но сепак се прилагодуваат за нешто да може да се заврши и порано. Па зато сега порано нешто пазарам и после да се приберам дома. Значи не, треба да се почитуваат, се што се носи треба да се почитува. До банку, да узну пензию и бегај дом. И да купу успут лепчи, ајде бегај. Сами пазариме од сабајле рано, се враќаме до 8-9, нема излегување, под клима, на промаја и така. Лекарите велат дека постарите пациенти најчесто се жалат на крвниот притисок и шеќерот во крвта. Јавните места како автобуските постојки и пазарите, особено во најтоплиот период од денот, се и најризични локации. Жешкото време влијае врз однесувањето на возачите во сообраќајот, кои треба да бидат уште повнимателни за да нема незгоди. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека температурите нема да стигнат до следната недела. И денес и до крајот на неделата времето ќе се задржи сончево и многу топло со мала локална облачност. Максималните температури ќе се движат во интервал до 40 степени за Македонија генерално, за Скопје за денес слично време со температура до 38 степен. Овој топол бран најверојатно ќе трае до 8-9 август, кога се очекува постепено слабење на висинскиот гребен кој што се наоѓа над Балканот. Симптоми од жешкото време се главоболки, вртоглавици, омалаксаност и нагон за повраќање, како и главоболка поврзана со вкочањето на екстремитетите и промена во говорот. Се препорачува да се конзумираат повеќе течности, но тие да не бидат престудени, да се седи во климатизирани простории, а доколку чувствувате поголеми промени, да се јавите на медицинска помош.